Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете денеска да преку медиумите ве информираме за успешното завршување на многу проекти, но секако и најава на продолжување на активностите околу градење на општество отпорно на ризици од катастрофи. Општина Струмица е единствена општина во Република Македонија која што веќе спроведе неколку проекти и ја подготви средината, заедницата, општеството во кое што живееме, да биде реактивно, проактивно и секако однапред подготвено пред природните катастрофи кои што секако надвиснуваат на целиот свет, така и во нашиот регион. Ќе ве потсетам на спроведувањето на сите оние проекти во делот на едукацијата на децата во градинките, децата во училиштата, децата на факултетите, сите сигнализации кои што се поставени во сите институции, пропишените правила и документи на реакција при евентуална катастрофа, без разлика дали е тоа пожар, земјотрес, поплава или било каков вид на катастрофа, подготвеноста на сите државни и општински институции во меѓусебната координираност за справување со ваквите катастрофи и секако отстранување на штетите и обезбедување на животите на нашите сограѓани, кое што на дело веќе неколку пати и во делот на показните вежби, но за жал и при појава на одредени катастрофи го покажавме како тоа функционира. Јас можам денеска да упатам силна порака до сите во заедницата во која што живееме, дека треба навистина да се подготвиме и секогаш да насочиме голем дел од нашата енергија во делот на личната подготвеност, семејната подготвеност, така и институционалната подготвеност при евентуални катастрофи. Струмица е подрачје кое што е подложно и на земјотреси, и на пожари, и на поплави. Тоа значи дека ако однапред бидеме сите подготвени, секако и последиците од самите катастрофи ќе бидат минимални. Она кое што морам да ги уверам сите граѓани пред се од овој регион, дека взаемната соработка помеѓу Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Црвениот крст, противпожарната станица, сите локални институции, Здравствениот дом, Медицинскиот центар во Струмица и сите повикани институции, веќе во пракса се спроведени координирани активности кои што не прават поспокојни во делот на нашата подготвеност. Но ова е материја која што секогаш мораме да ја учиме, надградуваме и никогаш не е доволно до крај да бидеме комплетно подготвени. Секогаш треба повеќе и повеќе да бидеме едуцирани и подготвени во делот на справување со катастрофи. Јас сум благодарен што UNDP навистина беше силен препознавач на подготвеноста на овде на овој целиот регион, во сите државни и општински институции, вложија значителни средства во делот на подготвеноста на сите јавни институции. Општината партиципираше со силни финансиски средства, така да денеска сме прва општина во Република Македонија, но сме секако една од 1500 општини во светот кои што се членки на оваа асоциација на општини подготвени да се справат со ризиците од природните катастрофи. Остануваме посветени целосно во иднина, заради тоа што климатските промени си го предизвикуваат своето, а ние како општество мораме да бидеме подготвени, да брзо реагираме се со крајна цел, да го заштитиме животот на нашите граѓани и имотните добра со кои што располага нашето општество.